Ракометарите на Металург стигнаа до голема победа против Динамо Минск со 26-23 нагости и речиси со една нога се веќе во четвртфиналето од Лигата на ракометните шампиони. Со цврста игра во одбраната и резиграност во нападот, избраницата на Лино Червер остварија одличен резултат на гостувањето во белоруската престолнина. Металург ја имаше контролата на мечот. Домаќините се што направија во на целиот надпревар е тоа што на два пати успеа да го изравнат резултатот во првиот дел на 10-10 и 12-12. Тимот на Лино Червер брилираше во продолжение на надпреварата. Македонскиот репрезентативен Наумче Мојсовски постигна 12 поогодоци, Младен Ракчевиќ постигна 10, а Дарко Станич надпреварот го заврши со 10 одбрани. Металург на чекор пред огромен успех. За 10 дена во преполната сала Борис Трајковски Металург го игра реванш надпреварот и има огромни шанси за пласман меѓу најдобрите 8 ракометни екипи на стариот континент. Синоќа во Лигата на Европа беа одиграни реванш надпреварите од осмина финалето. Челси со 3-1 славеше над СТУ од Букурешт на Стенфорд Бридж и се пласираше во четвртфиналето. Актуелниот европски шампион победе во 34-та минута со голот на Хуан Мата, а романците со голот на Кирикеш повторно го свртија резултатот во своја полза на 1-1 и отидоа на полувреме. Во 58-та минута Тери беше највисок во 16-тникот на СТУ и ја смести топката во мрежата за 2-1. На 20 минути пред крајот домакинот го реши прашањето кој оди понатаму со голот на Фернандо Торес. Лацио фуриозно одигра на Олимпико во Рим против германски Штутгарт. Хетрик постигна Козак со погодоците во 6-та, 8-та и 62-та минута, а Штутгарт ја намали предноста на Лацио со голот на Хајнал за конечни 3-1. Њукасл пак со голот на Сисе во последните моменти од надпреварот славеше над руски Анжи со 1-0 и успеа да се пласира во четвртфиналето од Лигата на Европа. Најинтересно беше во Милано каде Тотенхем спаси жива глава откако во регуларните 90 минути надпреварот заврши со 3-0 за Интер со истиот резултат каде на White Hart Lane Тотенхем славеше против Интер. По дополнителните минути голот за пласман во четвртфиналето за Тотенхем го постигна Адебајор, а Интер преку Алварес победи со 4-1 сепак недоволни за следната рунда. Останалите патници во четвртфиналето се тимовите на Рубин Казан, Базел, Бенфика и Фенербахче. Во кошаркарската Евролига започна надпреварите од 11-тото коло од топ 16 фазата. Синоќа настапија нашите репрезентативци Антич и Мекелеп со своите тимови. Перо Антич остана во игра за пласман во следната фаза, од која пак дополнително се оддалечи Бо Мекелеп. Олимпијакос во Сиена успеа со 68-67 да слави на неизгодното гостување кај Монтепаске и со тоа да се изедначи со италијанците на второто место на табелата во групата Ф. С Лукас и Папаниколаусо по 11 поени беа најефикасни во редовите на Олимпијакос, за кои Спанулис и Хейнс дадоа по 10 коша. Перо Антич постигна 9 поени и 4 скока. Тимот пак на Мекеле Фенербахче Улкер доживеа дебакл на гостувањето во Шпанија. Каха Лаборал славеше со убедливи 20 поени разлика 87-67 за своја шеста победа во топ 16. Мекелеп со 16 поени беше најефикасен во гостинската екипа и на средбата воопшто. Плајс со 14 поени беше прв стрелец во победничката екипа. Во другите средби одиграни синоќа Макаби Кимки 80-79 и надолу Ефес Брос Баскет 89-86. Денеска колото ќе се комплетира со останалите 4 средби каде се зеркеваат ЦСКА Москва Жалгирис, Реал Мадрид Уникаха, Панатенаикос Алба Берлин и Барселона Бешикташ. На АТП мастерствот во Индијан Велс позната е првата полуфинална двојка кај мажите. Во четвртфиналето Надал го совлада Федерер со 2-0 по сетови 6-4 и 6-2. Шпанскиот тенисер доминираше во текот на борбата со Федерер, лесно излегуваше на крај со неговите напади на мрежа и ги искористи бројните грешки на швајцарецот. За Надал ова е 19-та победа во меѓусебните дуели. Надал во полуфиналето ќе игра против Томаш Бердих, кој беше подобар од Кевин Андерсон со 6-4 и 6-4. Денеска во четвртфиналето се срекеваат Џоковиќ Цонга и Дел Потро Мареј. Кај дамите тенисерките Азаренка и Стосур поради повреди го напуштија турнирот. Азаренка имаше проблеми со скочниот зглоб, а Стосур поради проблем со мускулот на десната нога. Па така Вознијацки и Кербер се првите полуфиналистки кои ќе играат меѓусебно. Во второто полуфинале се среќаваат русинките Марија Кириленко и Марија Шарапова. Само две средби се одиграа синоќа во NBA лигата каде домашните тимови беа поуспешни. Во тексашкото дерби Сан Антонио го совлада Далас со 92-91 и први стигна до 50 победи во лигата. За триумфот најзаслужен беше тим Данкан со 28 поени и 19 скока. Далас не успеа да слави откако шутот за тројка на Винс Картер не беше прецизен. Кај Далас Дирк Новицки оствари 21 поени и 11 скока. На вториот надпревар Портланд беше убедлив против ослабените Никси и победија со 105-90. Лилард со 26 поени и 10 асистенции, Ламаркос Олдери со 22 коши и 10 скока и Николас Батум, кој приdoаде 18 поени, беа творци на победата на Трейл Блейзерс. Кај Никси, Джер Смит беше најефикасен со 33 поени во отсуство на Кармело Ентони, Тајсон Чендлер и Амари Стадемаер. За вечерва се предвидени 10 средби.